скромноста не ми дозволува да мерам било што со големината на нивното дело. Одлучноста, што денес ја гледам во вашите лица, ми дава надеж дека во најмала рака можеме да бидеме нивни достојни наследници и ништо повеќе и ништо помалку. Да бидеме нивни достојни наследници. А како ќе бидеме, почитувани мои? Ќе бидеме единствено доколку се бориме за Македонија со чиста мисла, со срце и со мудрост. Ке беше Белкин полесно и за Клюсев и Глигоров, доколку се согласеа на се што бараше нашиот јужен сосед во 90-тите. Но тие тоа не го направија. А не го направија затоа што не дозволија да ја видат сопствената држава понижена, омаловажена и урнисана. Денес имаме политичар кој тоа го прави и не се срами што тоа го прави. Го имаме Зоран Заев и неговата владина свита. Човек и луѓе кои немаат никаков проблем да зборуваат колку го почитувале минатото, додека мртви ладни на дело, формираат комисија која ќе ни ја ревидира историјата како обврска која тие си ја превземале во името на сите нас, иако никој не им го дал тоа право. И уште поважно, спроведуваат одредба од договор што Заев и Димитров сами си го подпиша и најважно од се, спроведуваат одредба од договор кој што воопшто во овој момент не е на сила само да му се допатнат на Ципрас и Коцијас. Ништо повеќе и ништо помалку. Кога ќе ги прашаат зошто го правите се во ова, изговорот им е дека историјата мора да се подчини на политиката, како влог за подобро утре. Некако ми се чини дека ова подобро утре на Заев и СДСМ бара премногу влогови, затоа што не им е прв пат. Прво ни го вложија името современата референца, па го вложија државното знаме, па дојде на ред новата територијална поделба, па сега од нас бараат да вложиме се што ни преостана и што недвојмено полагаме на тоа суверено право. Уставот, идентитетот, името, нашите сонародници од соседните држави. Влогот е се поголем и поголем, а тоа нивно подобро утре никако нема да дојде. Брутална лага, дрскост и ароганција. Но, драги мои пријатели, посе изгледа дека не е до големината на влогот и жртвата која постојано СДСМ бара да ја направиме. Туку е до неспособноста на луѓето кои ја водат оваа партија и во моментов за жал ја водат и нашата татковина. И тоа не ме чуди. Кога пак било поинаку со нив? Кога било поинаку? Но единствено што ме чуди, морам да бидам искрен, е одлучноста со која по не знам кој пат СДСМ и таком безната и не повикува сите нас на скок во неа заедно со нив. Тоа задоволство нема да им го дозволиме. Имаме право на борба до последен здив.